што сме на ова ниво, сами сме виновни, можеби, не можеби, него сигурно, но тоа е една абсурдност во секојдневието, абсурдна ни е живејачката веќе. Немаме вредности, не се почитуваме сами себе, не се почитуваме во колективот, не се почитуваме како есна. Стандардот што беше за еден добар производ, значи текст и фотографија, новинар, снимател, ние не си викаме добар ден веќе. Јас ги играм последните 4 минути од четвртата четвртина. Но проблемот е што нема интереси меѓу младите за оваа професија. Сега зошто? Прво, ајде, јавниот сервис, горе, доле, нешто сме подобри од приватниот дел. Во приватниот дел, колегите, катастрофа. Да, значи, они се социјални случаи. И сега мора, мимо работното време, да оди, онака скопски кажано, да тезгароши за да преживе. Нашата професија, медиумски работник, значи тука станува збори за не само новинари, не само сниматели, тонци, осветлители, сите оние што прават слика и тон, значи не е лесна, многу предизвици има. Еве сега за жал ова што се случи, нели никој не посакуваше такво нешто, но ете мора да се издржи, мора. Има колеги наши што беа таму до доцна во ноќта. Нели, покрај нив се случуваше. Они се обидуваат, нели, тоа малку така да го спакуваат некаде, позади да го стават во некој фолдер, но ќе дојде време каде што ќе се излезе на виделина. Значи, кога ќе размисли што се случило, како се случило, дали си можел да помогнеш, дали не. И сепак треба да останеш присебен, треба да не правиш таму проблем, да ја завршиш најдобро што може работата, нели, да не излезе некоја безпотребна дезинформација или некоја глупост гужва да искочи и на некој начин не можеш да им помогнеш на тие луѓе, утеха нема, но сите ние се гледаме во тие. И нормално е дека ни треба помош на сите. Еве сега со колегата имавме средба сниматели со психијатри. После неколку дена, после месеци, тоа остана, тоа е белег. Да не почнуваме со лични примери, затоа што друго е гледачите кои ќе го видат тоа на слика, друго е кога си на лице место да гледаш, еве последниот случај, 200 деца, 200 родители, 200 семејства. Не е лесно да гледаш солзи, да гледаш црнила, не знам како да објаснам. И тоа, буквално, нас ни се одразува многу. Дури еве сега се организираме да видиме со психијатри, нас ни треба и те како некој лекување, не знаеме тој стрес како ни и таа траума да излечи. Не е лесно ти да ја гледаш мајката како па јунец, затоа што и ние имаме деца. И во тој гломазен систем која ќе видиш, цела почит кон администрацијата едно друго, значи, ако е јавниот сервис 700 луѓе, 300 луѓе сме директно вклучени во производството, другата половина, и кога ги гледаш, ајде да не бидам, малце сум резервиран, со нозете на бирото, ти влагаш нешто на брзина и он те гледа и поише платен, онда нешто, некоја карика е премногу искршена. И пак ќе кажам, кај нас ни фалат сега млади кадри, млади луѓе, но со некои повисоки стандарди. Поголема почит кон професијата медиумски работник. Нова професија имаме кај нас, дрон оператор. Значи, покрај тоа што е, нели, стрес да го работиш тоа, нели, треба да имаш и соодветни дозволи, соодветни сертификати, полагавме А1, А3, А2, да има нови вработувања на млади луѓе. Зборувам на сниматели, тонци, осветлители, режисери, монтажери, па и новинари, каде што тој терет ќе го понесат на себе. Што би рекол Трајко, ние сме веќе роба за рециклирање. Не може 30 години, под исти стрес да бидеш истегнат. Колку и да се обидеш да бидеш слаба.
со кои услови се работи, дали недела им се плаќа, дали празник, делник, многу треба малку тоа да се среди малце, нели, условите за работата, зборуваме во комерцијалните медиуми, не збориме за во јавниот сервис. Кај нас со колективниот договор е тоа ресурси регулирано, но ете, се случува и да не се почитува, се почитува. Но во другите медиуми, зборуваме, дали сега веќе интернет, телевизија, не знам, еве нов закон се носи сега за медиум, мора тоа да се регулира и среди. Значи сега напад на новинар и медиумски работник е напад на службено лице. Значи до 5 години се оди во затвор. Порано беше друго. Не тепа полицајци, не тепа кој стигне и кај стигне, не плјука, мала понасо камења, навреди, вербални више да не правиме муавет. Значи се случувало, јас сум имал ситуација 55 дена сум бил на боледување со скршено ребро, колегата исто. Значи сега малку некои работи не се опушта толку бидејќи законски е регулирано, нели? Но и да пријавиш, ретко кога има завршница тоа. Имателите сме сплотени секогаш, од сите телевизии, од сите медиуми, најсолидарни сме меѓу себе. Имал некој проблем, сите му помагаме. Останал некој без работа, се обидуваме да му најдеме. Не дај Боже, дома му требало нешто, ќе се соберат пари, ќе се дадат, за тоа нема проблем никако. Значи, од обичен материјал негде ако му треба, до картичка, до батерија, солидарни се затира. Но не бевме институционализирани. Сега во ЗНМ, значи, имаме секција на сниматели и камермани активни, кои што, мислам, околу 80 на луѓе од сите медиуми кај нас во државата и тука се обидуваме колку можеме сами да си помогнеме. Мотивацијата и еланот за работа ми е исто како првиот ден, верувајте. Секоја утро доаѓам, најчесто сутринската програма работам, секој ден сум у 6 сат на работа, у 6:30 излегуваме, првото јавување линкот ни е во 7 првиот. Верувајте дека мислам дека има надеж за оваа професија. Од една убава професија, од една племенита професија, од една широкоаголна професија. Одеднаш толку сме доле, што не знам дали ќе се вратиме на пред 15-20 години. Него се уште тонеме надол. Инаку, да не била професијата, да не била камерата, ја не би бил тој Трајче, он не би бил Лесански, затоа што таа професија ни овозможила да видиме многу, ама премногу.